Се наоѓаме во Драмскиот театар, каде што само што не започнала представата Куршумли на Бродвеј по текст на Вуди Ален, а во драматизација и режија на Ненад Витанов. Ке разговараме со дел од актерската екипа, така што ете во продолжение погледнете ги разговорите. Господине Велјановски, ви благодарам што одвоевте време вака пред представа да поразговарате со нас. Добро вечер. Добра вечер. Да, ние сме пред 10-тата изведба на представата Куршуми на Бродвеј овде во Драмскиот театар во Скопје. Куршуми над Бродвеј со една навистина многу интересна тема. Јас вечерва ќе ја погледнам, едва ја чекам, но од она што истражував во авторство на Вуди Ален, а драматизација на и нашиот врвен режисер исто така Ненад Витанов и одлична актерска екипа сте во представата, каде што се поставува навистина неколку интересни прашања во врска со театарот, со уметноста, за тоа што значи да се биде уметник, па еве како вие доживувате представата? Па да, за публиката секогаш е интересно да дзирне зад сцената. Ние всушност оваа представа е она што се случува зад сцената, односно на сцената додека се подготвува една театарска представа. Така што не само што е интересна за публиката, бидејќи интересот е навистина огромен, ова е 10-та преполна изведба на представата Куршуми над Бродвеј. Едноставно предизвик е да се соголиш самиот себе си пред публиката, бидејќи публиката секогаш го гледа само крајниот производ. А процесот на работа и она што е правено за да се стаса до тој крајен производ едноставно нема увид во тоа. Од таа причина овие текстови, овие театарски представи кои што говорат за работата во театарот се многу провокативни и интересни за публиката, а за нас не се само едноставни представи, туку представи во кои што во буквална смисла на зборот нашиот Валкан веш во наводници нели го вадиме пред таа. Како што спомнавте, тоа воопшто не е едноставно да се соголите нели пред самата публика. Добро, актерите целиот свој живот тренираат да се соголат пред публиката со тоа што секогаш се задскриваат зад ликовите што ги играат, но овде актерите играат актери кои што играат во една театарска представа, така што тоа е двојно некакво театар. Театар во театар, апсолутно, да. Вуди Ален секогаш провокативен, а нашиот режисер Ненад Витанов исто така врвен во својата режија и драматизација. Сега се поставува исто така прашањето за што се и до каде е подготвен уметникот, актерот, режисерот да оди за уметноста. Па кој е вашето мислење? Да, во оваа представа токму е тоа, се поставува токму тоа прашање, која е крајната граница во која што уметникот би стапнал за своето уметничко дело. Се разбира, овде границата е помината, бидејќи се случува убиство. Но, од друга страна, повторно и тоа убиство, кај ингениозниот Вуди Ален мора се признае, е решено, не е тоа човек од театарот, туку човек кој што едноставно се влюбува во театарот и смета дека треба да го стори тој чин за театарското уметничко дело да биде вистински добро. Така што сепак мора да постои некоја граница помеѓу животот и уметноста. Уметноста секогаш црпи од животот, но мора да се постави некоја крајна граница затоа што сето останато барем во театарот не е баш за во театар, туку за во некои други институции. А театарот секогаш тука гласно да зборува за сите општествени прашања, дилеми, нели? Се разбира, театарот е секогаш во миговите кога не бил огледало на општеството, театарот ја губил својата есенцијална функција. Апсолутно сте во право дека театарот е оној кој што секогаш говори за сите аномалии на општеството и генерално секогаш ги критикува аномалиите, а ретко ги фали вредностите на едно општество. А кај нас чинам дека имаме материјал колку што сакате. Од тука и преку насловот може метафорички да се разбере Куршуми како нешто што директно во целта мава, односно може би зборот на актерот и не знам како вие гледате и во самиот наслов, дали тоа има некоја метафора? Да,
за жал, Вуди Ален во еден многу буквален начин го насловува ова свое дело или овој свој филм, нели? Куршуми над Бродвеј. Да, овде навистина се случуваат куршуми за да се случи уметност. Тоа е целата, да речем, поента на тој наслов. Белјановски, вие моментално сте исто така и директор на Драмскиот театар и не само тоа, туку вие како актер имате навистина долгогодишно искуство и врна кариера, па што посебно ве возбудува како актер после сите овие години? Па, добро, знаете, не постои актер кој што не сака да игра. Барем јас не познавам таков. Но понекогаш обврските налагаат да не можеш да играш постојано, особено во онаа ситуација во која што сум јас. Што се десува до оваа улога, малку е шизофрена, затоа што објективно сум директор на Драмскиот театар и играм во представата директор на еден театар кој што се именува како Мороско. Така што не сум сигурен дека сето она што го прави овој директор од театарот Мороско го правам јас, односно не сум сигурен, туку сигурно не го правам во една таква крајна инстанца, иако целата приказна е американска и таму се сосема поинакви устројствата во театарот, таму едноставно нема државни театри, се е приватно. А овој човек е влюбеник во театарот, овој актеров, овој директорот што ги играм во представата, кој што со сите сили и средства се бори за да создаде театар. Јас веројатно сум во години кога многу можам да дадам. За жал, од многу причини, кои што не зависеа од мене, бев можеби малку исклучен од сцената, но тоа се приказни кои што не би сакал да ги да се сеќавам, но едноставно ситуацијата во која што сум сега не ми дозволува да бидам активен онолку колку што сум бил. А од друга страна исто така сметам дека не е коректно, затоа што знаете тогаш ќе ве обележат дека вие всушност репертоарот го правите за себе, а тоа никогаш не била моја идеја и моја интенција. Како што спомнавме, вистина одлична екипа е дел од представата. Каква е соработката со останатите актери? Од различни возрасти се, како вие низ целиот овој процес минувавте сите заедно? Не, јас сум апсолутно задоволен од она што актерската екипа која всушност целата од колективот на Драмскиот театар и резултатот што го постигна со оваа представа. Вие овде имате од безмалку сите генерации на Драмскиот театар и она што особено ме радува е тоа што со оваа представа Драмскиот театар произведе своји нови звезди кои што во годините што следат ќе бидат носители на репертоарот на Драмскиот театар. И тоа е она што можеби е најголемата придобивка од оваа представа. Се разбира, представата е исклучително добра што го докажува интересот на нашата публика, но јас не би ги занемарил и овие факти кои што говорат дека навистина колективот на Драмскиот театар, кој што од секогаш имал одлични актери, повторно некако на голема врата се враќа на македонската театарска сцена. И сега еве накратко на крај на разговорот за самата програма овогодинашна, што може публиката генерално да очекува Драмскиот театар? Па, добро, оваа година е еден многу сериозен јубилеј, 80 години Драмски театар Скопје. Тој јубилеј ќе го одбележиме со премиерата на представата Мачкина глава од Венко Андоновски, домашна драматика, во режија на Дејан Пројковски. Веќе се готови буџетите од Министерството за култура. Јас ќе ве замолам само да не ги објавувам сите наслови кои што би требало да се работат, затоа што едноставно морам тоа да го потврдам на управен одбор. Уметничкиот совет веќе ми потврди насловите кои што ќе ги работиме, морам да го потврдам на управен одбор и потоа тоа јавно веќе на 26, ако не се лажам, ќе биде објавено на веб страницата на Драмскиот театар. Она што е известно, дека ќе работиме 6 наслови, 6 представи, односно 7 во оваа година, бидејќи една веќе се работевме. Тоа е представата, монодрамата на Трајанка Илиева Велич, драми на принцезите Джеки.
И веќе извадивме една премиера во оваа 2026 година, но тоа е представа која што ја работиме од сопствени средства. На 7 мај веќе не очекува премиерата на Ова е само крај на светот од Лангарс во режија на Теја Беговска. И тоа е ова што е веќе известно и затоа можам гласно да го изговорам, нели? А за останатите настави ќе замолам да се стрпите до 26 овој месец. Ви благодарам многу на одвоеното време и успешна представа. Ви благодарам многу. Уживајте во представата. Јована, ви благодарам што одвоевте време пред представа да поразговарате со нас. Добро вечер. Добра вечер, ви благодарам и вас за заинтересираноста и што сакате ова приказна да ја споделите со вашите гледачи. Вие играте, ако не се лажам, една од главните улоги, односно Оливија Нил, девојка на главниот лик, поранешна стриптизета, па кога почетно прочитавте за оваа представа, односно самото сценарио, кои беа вашите првични реакции? Па јас прво дознав дека ќе се работи овој текст, па го гледав филмот и веќе имав желбата да ја играм Оливија, така што тоа ми беше некако предизвик и ми се исполни желбата, подоцна навистина излезе дека мене ми ја доделија оваа улога. Некако си замислував баш затоа што тоа се разликува од тоа што сум јас и мене би ми представувало некако отстапување од тоа што јас го носам како енергија, меѓу другото ќе ми биде интересно да го покажам пред публиката и да се потрудам тоа да им се допадне, затоа што се работи за еден лик кој што е прилично карактеристичен, со едни карактеристики кои што се малку надвор од нормалата, затоа што таа сака да биде актерка, ама реално нема потенцијал за тоа. И интересно е кога треба да истражувам на тој начин, па ме тераше да се навратам на некои работи, каква е една личност која што, например, не знае да чита, па како тоа ќе го направи. И така, нешто што не сум јас. А тоа претпоставувам е и возбудата на самата актерска дејност, односно да истражувате, да практично да играте улоги кои што не сте вие, нели? Апсолутно, да, во тоа и уживањето, во тоа и умешноста да ги спознаваш луѓето, има некоја психологија во тоа, да ги анализираш и се шири палетата, а многу интересно во нашата професија затоа што ни се шири видикот, а и не учи нашата професија никогаш да не им судиме на луѓето, затоа што баш таквите можеби понекогаш ќе ни се најдат во џеп, ќе ги имаме, па ќе ги искористиме за нешто интересно што секако публиката ќе го сака и ќе се допадне затоа што на крајот од денот и ќе го препознае. А веќе оваа представа е постојано распродадена, и вечерва ќе биде 10-та изведба и тоа претпоставувам нема некоја поголема сатисфакција за еден актер од фактот дека представата надалеку се слуша, односно дека е посетена, нели? Апсолутно, да. Јасно е дека на нашата публика најмногу и се допаѓа комедијата и дека најмногу сака да гледа комедија. Не знам дали тоа е последица од незадоволството во животот приватен, па едноставно сака да се разоноди, ама како и да, интересно во овој текст е тоа што самиот Вуди Ален коментира тоа што се случува на вистина во општеството, па веројатно луѓето и се препознаваат од една страна и ќе се опуштат и ќе видат палета на различни ликови, ама како и да, задоволството е огромно затоа што публиката сака да доаѓа во театар, мене ми е многу мило со самото тоа што покрај оваа представа голем дел од публиката почна да се враќа, ова ни покажува дека нашата публика знае да цени добри представи и дека само ние треба да ја понудиме нешто квалитетно и дека самата таа ќе одговори на нашиот повик. А публиката многу сака и различни костими, барем јас како гледачка, еве можам тоа да го кажам, интересна сценографија, а еве и оваа сценографија ваша е токму така. Нели баш необична. И колку за вас како актерка е важно да како изгледа сцената, како изгледат костимите? Па знаете како, мојата перспектива кога јас сум на сцена е тотално поинаква од вашата. Мене ми е многу често криво што јас моите представи никогаш не можам да ги гледам. И за голем дел од работите понекогаш не сум ни свесна што се случува, особено кога сум позади. Така што да, убаво е, но сигурно е многу поубаво од страна кога се гледа, затоа што доживувањето е тотално поразлично. А кога се работи за костимот, морам да ви признам дека тоа е едно од најголемите уживања и многу сакам кога костимот ќе ми се погоди. Понекогаш многу често се случува нашиот лик да го изградиме во моментот кога ќе го добиеме костимот, затоа што тогаш добива некаков карактер и нашиот костим, ако е добро направен и погоден, може да ни даде одговори за сите оние работи кои што не ни биле јасни претходно на крајот од денот и да ни отвори некоја игра, дополнително некое движење, да ни покаже како чекориме на сцена, како се изразуваме и така што костимот за мене е исклучително важен.
И шминката, ве преубаво на шминкана, на вистина и фризура и сето тоа е комплетната слика нели на вашата улога како актери. Соработката како беше со останатите актери, на вистина врвни актери учествувате во представата? Соработката беше прекрасна на вистина. Јас сум една од поновите вработени во театарот и значајно е кога ја делиме сцената со некои кои што се поискусни и кои што се доволно отворени да ни го пружат своето искуство, да ни помогнат и да ни се најдат, така што мислам дека тоа е една идеална композиција на тоа како треба да изгледа односот со повозрасните и општо со било кои други колеги кои што ми се генерација, со кои што заедно сум влезена, така што многу е забавно, прекрасно и верувајте дека кога ја градев јас оваа улога, а претпоставувам и другите колеги, си помагаме едни на други, така што ова што ќе го видите вечерва е производ не само на моја креација, туку на целата екипа што сме дел од представата. Многу ви благодарам и еве ќе уживаме вечер во представата. Ви благодарам и вам и уживајте вечерва. Златко, ја токувате улогата на Мич во Куршуми над Бродвеј, па кажете нешто повеќе за вашата улога и за самиот процес на подготовка токму за оваа представа. Па со самото тоа што самата представа е всушност представа во представа, која што се главното дејство се одвива нели во Бродвејски театар по приказната нели на Вуди Ален, сценариото на Вуди Ален, дел од зад кулисите всушност од техниката која што е невидлива за публиката, нели, освен актерите кои што се на сцена, една многу битна позиција во театарот за да функционира една театарска представа е всушност инспициентот, кој што е можам да кажам врска помеѓу целата техника во театарот што ја обслужува представата и самите актери за да функционира како што треба. И сега тука во овој комичен текст на Вуди Ален, всушност улогата на Мич, инспициентот е една позиција на улога која што се наоѓа во доста небрано во такви ситуации, затоа што нели приказната на представата е како мафијата во Њу Йорк се вмешува во театарот во Бродвеј, која што е доста неадекватна ситуација за една театарска представа, не дека не се случувало, но и ликот на Мич е всушност изграден врз сите тие разминувања, ситуации, недоразбирања помеѓу актерите и мафијата, и е една комична улога која што се обидува да ја организира по некаков начин пробата, процесот дортече, нели, самата представа, за подготовки на представата во представата. Театар во театар. Театар во театар, да. И околу тоа се врти всушност улогата на Мич. Предраг, добро вечер и за вас. Вие и покрај тоа што сте познат актер секако на македонското глумиште, ви играте и познат актер во самата представа Куршуми над Бродвеј. Да, така е пишан ликот, Ворнер Прицел, познат актер. Додуше пишан е као познат актер во подоцнешни години, зрел актер. Не реков, да не речам стар. Представа која што навистина се бара карта повеќе, тоа представува голема сатисфакција за вас како актери. Да, ние верувавме и додека работевме представата дека правиме нешто добро, мислам верувавме. Некоја наша, како би рекол, глумачка, артистичка интуиција тоа ни зборуваше, а потоа доста бевме сите онака пријатно изненадени дека стана стварно голем хит на драмски театар и представа за која навистина се бара карта повеќе и ете доста е барана. А од друга страна и сите ние некако уживаме да ја играме, се работи за една комедија, која така, комедија според филмот на Вуди Ален е работена, е доста интересна, доста гледлива, со доста пресврти и доста интересни ликови.
Кога е жилна публиката за комедии, за ваков тип на представи, вие исто така играте и во Фамилија Адамс, исто така представа која што доста актуелна и се гледа. Да, и Фамилија Адамс, и таа, и Странци, која веќе више стана голем хит и доста ја бараат, и Адамс, и Чудесна терапија, една представа која е така од помал формат, кај што играме јас, Маја Велковиќ и Сонја Стамболџиевска, која имаше 50-та изведба. Добро, сега фалам таа представа, зборуваме за Куршуми над Бродвеј. Некако моje мислење е дека на вистина големо се враќа публиката во драмски театри и благодарејќи на некои млади колеги што влегоа и воопшто на една цела така некоја убава позитивна колективна енергија, доста се враќа. Се враќа и драмски како драмски, ама се враќа и публиката во него. Вие сте актер со навистина големо и врвно актерско искуство, навистина е така, а еве сега ги спомнуваме и новите актери, па колку ти учат од вас, учите ли вие од нив? Каква е меѓусебната соработа? Нормално е, да. Мислам дека голема шанса и тоа браво за драмски. Се испадна само фалење, ама навистина тие 10 души ме пружена безрезервна поддршка и не само поддршка, него и пружена име шанса. Еве ми вака меѓу нас бориме, не знам дали ние на нивни години сме имале толку шанси и толку пружени и улоги и представи да играат. Скоро ниеден од нив не е занемарен, напротив, играат во доста представи, некои дури више и може да се рече некако носат репертоар. Така да, и тоа е добро, Тие па млади па носат некоја друга млада публика и дава резултат. Се гледа. А преграда, како се подготвувате вака пред представа? Тој ден што правите или еве на час, на половина час пред представа? Имате ли некои ритуали? Тоа е посебно, тоа е индивидуално кај секако. Например, јас не знам, јас сакам да го повторам некојаш текстот или тоа. Нема ништо посебно, ете така, пијам кафе, тука сум, влегувам. Има некои други, некем да именувам, тие па пробуваат, мислам го пробуваат текстот на сцена, еве сега чека и колешката да проба и ова. Ја не го правам тоа некако на свој индивидуално, од актер до Со актер. годините тоа ге или? Па не, и кога бев помлатак. Тоа не значи дека сум неодговорен, али на свој начин, може да се осамувам, може сум тоа, немам, а некој сака па побучно да го прави тоа и по, не знам, со некои говорни вежби, така да. Индивидуално, нема правило за тоа. Зошто публиката треба да дојде да погледне оваа представа според вас? Па мислам дека треба да дојде, има добра приказна, има добра забава, има добро расположение, има добри артисти, режијата е сосема добра, направена, баш убаво ќе се сеќаат кога ќе после оваа представа. Многу ви благодарам и ете убава вечер. Да, исто благодарам на вас. Кали не вака пред представа имаме можност да ве видиме во вашиот костим, навистина преубава. Немојте да тука да ме сликате за мене. Да не откриваме, нели? Откриваме се секако. А Калина, вие во самата представа играте позната актерка и вака сте позната актерка, меѓутоа ете како е да се биде позната актерка и во театар. Всушност во театар е оваа представа. Најубавото чувство е да се игра театар во театар и конечно да и покажеме на публиката каков е процесот на подготвување на едно дело, една пиеса, едно драмско дело кое што на крај заживува и прераснува во представа. Мислам дека е прекрасно чувството да публиката конечно знае дека се почнува таа една црна голема маса, каде што тука е режисерот со својот монолог, со неговите визии како би требало да изгледа представата конечно, како да биде конечниот производ, И многу се радувам дека играм во таков вид на представа, затоа што хаос за кулиси, исто така драмско дело, ми е омилена пиеса. Ова е нешто слично, ама малку подобро. А секогаш и публиката сака да знае зад сцена што се случува, нели? Апсолутно, и мислам дека во оваа представа токму тоа со многу хумор и многу сатира и многу немам зборови, го доловуваме тоа, односно малце и го пренагласуваме тоа што го правиме додека ја подготвуваме представата. Добри, Вуди Ален е таков, нели? Необичен, а исто така ете и режијата и драматизацијата на Ненад Витанов, така да ете спој кој што навистина оваа представа направи успешна. Јас би рекла дека тука Ненад Витанов е подобар од Вуди Ален. Си го кажувам тоа,
така ладно и глатко, бидејќи е задоволство да се работи со Ненад Витанов, со таква леснотија, ја тераше целата таа представа, сите поединочно, така не водеше, така да мислам дека Вуди Ален може да учи од Витанов. Апсолутно е така, да. И вие како актери одлично ја изнесувате самата представа. Многу луѓе сте на сцена, многу актери сте на сцена. Дали повеќе, на пример, ве привлекува поинтимна сцена, помала сцена, помала актерска екипа или сакате кога во поголем ансамбл, да кажам, учествувате? Се си има своја драж, како да кажам, и тие камерни сцени и тие големи продукции ги сакам и едните и другите. Меѓутоа, јас ако се прашувам, јас сум за тој хаос, цело време да има влезови, излези, затвори врата, отвори врата, недоразбирање, ово искочил таму. Сепак мене ми е тутор ментор Коле Ангеловски, иако завршив кај Милчин, а Катерина Коцевска исто така ми е, исто можам да кажам, една од тие која што ме воведе во глумата како таква. Така да, тие представи повеќе ме привлекуваат. И солзата, нели, понекогаш треба да излезе, ама за мене комедијата е комедија. Тоа е најтешкиот вид, облик на представување на едно драмско дело. Публиката толку многу сака овој жанр, така ете и вечерва буквално целата сала е распродадена. Ви благодарам многу за овој разговор. Ви благодарам многу што вака ви се внесов, бидејќи сакав нешто друго да правам, ама благодарам што еве сепак дадов изјава за вас и вашата телевизија. Поздрав за вашата публика и дојдете да гледате Куршуми над Бродвеј, сигурно ќе си поминете убаво. И уште една работа што сакам да кажам, а ја заборавив во меѓувреме, пријатно. Поздрав.